Izrael i Palestina ги чуваат најсветите места на христијаните, евреите и муслиманите. Тука се најсветите места на раѓањето, животот и смртта на Господ Исус Христос. Во светата земја има 3500 историски и свети места. Ерусалим е светиот град на целото човештво. Зборот Ерусалим значи град на мирот, но во овој град биле кратки периодите на мир по неговата историја. Денес во Ерусалим разликуваме 3 негови дела. Во новиот дел живеат израелските евреи. Во источниот дел палестинците кои имаат израелско државјанство. А во стариот дел на градот се христијани, ерменци, евреи и арапи. Стариот град бил изграден во 1536 година, во времето на Сулейман Величествениот. И тој не изгледа како градот во кој живеел Господ Исус Христос, но точно е утврден и реконструиран патот на неговото страдање и местото на распетието. Улицата на страданието или на болката, Вија Долороса, е стрмна улица од околу 1000 чекори, кои Исус ги поминал носејќи го крстот на кој бил распнат. Таа води до Голгота, каде е гробот на Спасителот. На местото на распнувањето стои црквата на Христовото воскресение, односно Соборната црква на Христовиот гроб, која се смета за центар на христијанскиот свет и се состои од неколку цркви поврзани со заеднички ѕид и покров. 3 централни свети места се Голгота, каде што беше на Велики петок распетието, камената плоча на помазанието и Светиот гроб. Местото на гробот на Христос на царица Елена и го покажал епископот на Ерусалим Макари во 326 година. Царот Константин на тоа место воздигнал велелепна црква, која е завршена и осветена во 335 година. Витлеем, местото на раѓањето на Господ Исус Христос, денес е речиси поврзано со Ерусалим, но ги дели висок ѕид кој е граница помеѓу Израел и Палестина. Над пештерата на Христовото раѓање во Витлеем денес е прекрасната црква, изградена од страна на царот Константин и неговата мајка Елена. Самото место на раѓањето на Христос е означено со звезда од 14 краци, кои символично ја представуваат Витлеемската звезда. Во храмот постојат неколку чудотворни икони. Наспроти Ерусалим е Маслиновата градина, каде Исус Христос често престојувал и се молел. На планината е и католичката црква Оче наш. Бидејќи Исус Христос тука тој за прв пат ја кажал Господовата молитва Оче наш, која е испишана на ѕидовите на 63 јазици. На подножието од Елеонската гора е црквата Успение на Пресвета Богородица, изградена на местото каде што Исус Христос ја примил незината душа. Тука се наоѓа и гробот на Пресвета Богородица во подземната црква, која ја осветлуваат само безброј кандила. Неможно е да се набројат сите свети места во Израел. Ги има на секој чекор. Затоа Израел, светата земја, треба да се види и да се доживее.